Со европско знаменце, штипските пензионери од денешниот протест побараа итно надлежните да ги реализираат нивните барања. Ако може одредени законски решенија да се носат вака, и нивните барања го заслужуваат тоа, сметаат тие. Пред некој ден сме сведоци со она фамозно европско знаменце. Се дрзнавте да го смените кривичниот законник. Па кога така може и со европско знаменце едногласно да се донесе и ова линеарно покачување за сите пензионери од 3500 денари. Иницијативниот одбор од сите општини што се донесени ги отврдат тие одлуки, што се донесени на работната група која имаше состанок без ниту еден представник од иницијативните одбори на Република Македонија. Како и секогаш, дали и во таа група беа тате, бате и јас. Од протестот енергично се отворили најавата на министерката Тренчовска дека до нова година проблемот со пензионерскиот стандард ќе се реши. Вика Тренчевска, до нова година ќе виделе дали ќе решиле за нас. Како можат они на нашиот фонд у нашата држава од косовари да запишат пензионери без еден работен ден стаж. 120.000 пензионери направиле косовари да взимат пензија од Македонија, од нашиот фонд. А Тренчевска да вика дека немало пари за пензионерите. Како не се срамат? Пензионерите со понуда и до премиерот Димитар Ковачевски. Да му дајме на господинот Ковачевски 13.000, па он нека обстане со тие пари. Нека купе дрва, нека купе он дрва, нека купе лекарства. И нека живее он со 13.000, а он има 78% покачување. А во се луѓе што живеат мизерно. Цените на пазарот се катастрофа. Се е покачено и луѓето не може да живеат. Сплотеноста, масовноста е движечката сила на незадоволните пензионери во нивната реализација на барањата. Затоа денешниот протест се упати и следниот апел. Пензионерите заеднички со масовноста ќе го решиме проблемот. Мораме да бидеме помасовни, мораме да бидеме поактивни и јас синоќе огранок у бабите реков. Секој што доваѓа за себе лично. Не доваѓа за мене, ја доваѓам за мене и секој поединечно доваѓа за себе. Меѓутоа сите ние заеднички ствараме една целина која може на секој начин да победи. Следниот протест е закажан за петок од 10 до 11 часот на градскиот плоштад, а до понеделник пензионерите беа информирани за комплетирање на списоците за оние кои ќе сакаат да заминат на закажаниот генерален протест пред владата на 20 овој месец, што воедно е и светски ден на пензионерите.